Uklo FM. 90,8. Ова е студентски парламент на Укло FM. 90,8 МГц. Почитувани слушатели, драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент. И денешното издание на емисијата го посветуваме на 4-та годишна меѓународна студентска конференција Укло Колорс 2025, мултидисциплинарен пристап на студентите кон целите за одржлив развој, што се одржа на 17 декември 2025 во Студентскиот информативен центар во организација на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Универзитетското студентско собрание. На почеток само ќе потсетиме дека на конференцијата беа презентирани 16 истражувачки трудови, изработени од 25 студенти на Укло, работени под менторство на 15 професори. Веќе втора година се организира со интернационален предзнак благодарение на членството на Укло во Европската универзитетска алијанса Колорс. Целта на овој студентски собир е да се подигне степенот на индивидуалната и на тимската работа, поврзување на студентите, подигање на свеста за глобалните промени и потреби, создавање на способност за анализа, синтеза и извлекување на сознанија за одредена проблематика. Секако, учеството на конференцијата влијае и на личниот развој и на идниот професионален раст на студентите на Укло. Воедно, на студентите од втори и трет циклус студии им се даде можност да аплицираат и како главни говорници или рецензенти, што представува вредна академска референца, што ќе биде јавно истакната во публикациите на конференцијата и Колорс алијансата. Во денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло FM Битола ќе имате можност да ги проследите разговорите со студентите, учесници на конференцијата од Високата медицинска школа и дел од Педагошкиот факултет во Битола и секако со нивните ментори. Останете со нас на 90,8 МГц. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бум.
Како што кажавме во најавата, денеска во емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО-ФМ Битола ќе ги слушнете разговорите што ги водевме со дел од учесниците на 4-та годишна меѓународна студентска конференција УКЛО Колорс 2025, мултидисциплинарен пристап на студентите кон целите за одржлив развој, што се одржа на 17 декември 2025. Поточно денеска разговорите со студентките од Високата медицинска школа и од Педагошкиот факултет во Битола и нивните ментори. На почеток разговорите со Самира Реджеповска и Теодора Звездаковска, студентки на Високата медицинска школа. Самира Реджеповска од Високата медицинска школа на студентската конференција со труд на тема евалуација на културата за безбедност на пациентите со користење на инструментот СОПС кај здравствените професионалци. Самира, здраво. Здраво. Студентка во 3-та година на Високата медицинска школа, кажавме, прв пат на студентската конференција. Што те натера или што те мотивира? Ова ми беше мојот прв пат да учествувам на ваков тип од конференција. Мотивацијата за учество на оваа конференција беше пред се тоа што го гледам во пракса и сакав тоа нешто да го истакнам некаде. Оваа конференција гледав како една добра можност каде што би можела да го истекнам сето тоа она што го гледам во секојдневието. И затоа беше одлуката така и фала и на професорката која што не мотивираше да бидеме дел од оваа конференција. Но кажи ни нешто повеќе сега за трудот. Користење на инструментот СОПС кај здравствените професионалци. Вака, околу трудот можам да напоменам дека овој труд пред се сакавме да напоменеме за patient safety, односно колку грешките што се прават во здравството се пријавуваат, колку од нив се уче, каква е комуникацијата и тимската работа меѓу здравствените работници. Сакавме да видиме како здравствените работници работат и мислат околу safety patient. Така што околу трудот ова истражување или метод беше спроведен во приватни државни здравствени институции, каде што имавме по 30 испитаници од секоја институција. И резултатите што покажа испитаници на здравствени работници? Да, испитаниците, односно целната група ни беа здравствени работници кои што работат и во приватни и во државни здравствени институции. Инаку резултатите покажаа дека во приватните институции имаме подобар фидбек, подобра тимска работа и комуникација. На што се должи тоа? На тоа се должи можеби за тоа што сакаат како повеќе комуникација да имаат или да остават подобар впечаток, подобар впечаток и го заземат тоа дека комуникацијата исто така е еден почетен лек во терапијата. Тоа беше и честиот одговор кај многуте здравствени работници кои ни кажаа дека за ако сакате да поставите една добра комуникација со пациентот и да го излечите, пред се добрата комуникација е лек. На Високата медицинска школа ве учат и тоа, ви го кажуваат и тоа? Да, тоа е почеток на секое предавање, дека битна е довербата, пациентот која што ќе ја стекне кај нас, добрата комуникација и секако емпатијата. Кажи ми за заклучокот од твоето истражување. Заклучокот околу моето истражување е тоа дека треба да државните институции и исто така се добри, со добри здравствени работници, но сепак треба да обрнат повеќе внимание околу комуникацијата, довербата и емпатијата кон пациентите, но сметам тоа и дека не е толку дозволено, бидејќи станува збор за огромен број на работни обврски кои треба да ги завршат и немаат доволно толку време да им се посветат на пациентите. Може би како решение зголемување на бројот на здравствени работници? Да, тоа би било едно од подобрите решенија каде што би можеле да му се посветиме подобро на пациентите. Сега, Самира, ќе те прашам, крајна година, 3-та година на Високата медицинска школа, понатаму твоите планови? Понатаму може би после дипломирањето и специализација и се наведевам би работела во некоја институција во нашата држава или може би на нашиот факултет. Одлично.
Како гледаш уште за крај на ваквите конференции, на ваквите настани? Ги гледам, уште од почеток гледав како позитивно нешто на нив, а сега ги гледам како уште попозитивно, бидејќи тука имаме студенти од разни факултети, можеме да научиме различни теми, да споделиме информации, како на пример од факултетот за ветерина или пак електротехничкиот факултет, така што е многу добро да се видат тие информации кои што се споделуваат, па и ние да дознаат ние што правиме во нашиот дел, така и тие. Ти благодарам за разговорот и посакувам И вас. успех и понатаму на професионален план секако. И благодарам. Ви благодарам. Теодора Звездаковска, исто така од Високата медицинска школа, под менторство на професорката Ангелка Јанкуловска, на студентската конференција со тема окупацијски стрес, прегорување и стратегии за поддршка кај медицинските сестри. Теодора, кој беше твојот мотив да се пријавиш на оваа конференција? Мотивот беше најпрвин темата, ми беше многу интересна, бидејќи секој ден се сретнуваме со тоа на нашите идни колешки или повозрастните колешки. Ностоп работат 12 часа смена, дополнителни смени и мислам дека требаше да се опфати таа тема. Истражуваше за стресот, за прегорувањето и кои би биле стратегии за поддршка кај медицинските сестри. Кажи ми конкретно за стресот и прегорувањето. Што тоа значи? Сигурно се изложени на стрес, она што значи 12 часа работа и дежурства сигурно води до прегорување, како што тоа обично се вели. Па искрено, тие 12 часа за медицинските сестри се најтешки. Некои работат и по 8 часа, но медицинските сестри се најмногу значи се сретнуваат со пациентите. Тие се први кои што ги пречекуваат пациентите и кои што ги испраќаат, кои што ги надгледуваат и се ностоп над нив и фактички тие нивните, како да кажам, емоции со семејството, со нивното семејство, се тие кои што треба да комуницираат со во лоши ситуации, најтешки. И сега добро, кои би се стратегиите за поддршка? И тоа треба да се знае што кажа во однос на тој дел во твојот труд. Па стратегиите за поддршка се да има повеќе вработувања, повеќе да се вработат медицински сестри, да бидат барем по 8 часа смените, да не бидат по 12, да има во итни случаи спремни медицински сестри кои што ќе можат во секое време да интервенираат, да не остане работата само на 2 медицински сестри. Може би некои групни разговори каде што ќе споделуваат, ќе се некои тимски да работат, да разговараат посебно за сите пациенти и со пациентите. Една медицинска сестра, например, да има еден пациент, да биде задолжена за еден пациент. Тоа во некои сосема поинакви подобри услови. Да, во подобри услови, да. Но добро е кога и вие како студенти сте го забележале и го чувствувате и тоа како проблем со оглед на тоа што како студенти на Високата медицинска школа вашата практична работа изведувате тука на клиничкиот центар во Битола, ги гледате состојбите. Да. Сето тоа сигурно доста значеше и придонесе за подготовката на трудот. Да, резултатите се од државната болница. Мислам, истражувањето го извршивме таму и мислам дека Имаше анкета и имаше, да. Мислам дека добар труд беше, добро истражување подготвивме. Добро, што кажа во истражувањето медицинските сестри кои што ги анкетираше? Па најмногу се тоа што има многу пациенти, а малце персонал и што се по 12 часа смените. И ностоп има итни случаи. Им благодариме за дивното посветено време, за вниманието кое што го укажуваат и им го даваат на пациентите и колку да се наброи, знаат како што велише во трудот да прегорат некогаш на работа, но тоа е една од оние работи кои што ги носи професијата медицинска сестра, медицински работник. Па професијата медицинска сестра е благородна професија, како што кажав претходно, значи медицинската сестра најмногу се среќава со пациентите. И јас мислам дека треба да има повеќе вработувања, да има повеќе во секој случај, да има повеќе персонал. Сега тоа останува
на други. По високо ниво да се решава. Да, на Добре, повисоко уште ќе те прашам и тебе, Теодора, кои се твоите планови за понатаму? Не те ни прашав која година си сега? Јас сум трета година на високата медицинска школа, тука во Битола. И моите планови се најпрво да дипломирам и сакам да ја завршам и четвртата година за специализација. Па понатаму каде ќе има отворени врати таму. Ти посакувам да се исполнат сите желби. Се надевам дека високата медицинска школа ги исполни твоите очекувања и што да кажам, се надевам дека и како учесник до година на конференцијата ќе ни приложиш некој повторно интересен труд. Благодарам. Одиме со музика, а потоа и разговорот со нивната менторка, професор доктор Ангелка Јанкуловска. Време за плачење, колку жешко може дај, се топев пред тебе ко да сум ја шеке, на тоа ке остане. Времето си лета, кога помина лето, среќа се смеам на глас, секој пат кога на тебе јас ке помислам и знам, нема никој како нас, знам дека ме мислиш, како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се спремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе, нема да ме оставиш мене. Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема, нема назад враќање. Пато сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене, еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина лето, среќа се смеам на глас, секој пат кога на тебе јас помислам и знам, нема никој како нас, знам дека ме мислиш, како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се стремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе, нема да ме оставиш мене. Професор доктор Ангелка Јанкуловска од Високата медицинска школа се јави како менторка на 2 труда подготвени од Теодора Звездаковска и Самира Реджеповска. Окупацијски стрес, прегорување и стратегии за поддршка кај медицинските сестри и трудот евалуација на културата за безбедност на пациентите со користење на инструментот СОПС кај здравствените професионалци. Професорката ни открива како течеше процесот на работа.
Професорката Ангела Јанкуловска како ментор во 2 истражувачки труда на студенти од Високата медицинска школа, како беше да се работи со студентите на истражувачки трудови? На вистина беше чест и задоволство да се работи на вакви конференции, заради тоа што одлично може да се ги прикажат своите истражувачки резултати, за тоа што нашите студенти се секогаш вклучени во истражувања и самата нивна работа и практична настава која што ја обавуваат дозволува да доаѓаат до податоци, дозволува да се огледуваат проблеми, да смислуваат начин нивно решавање и онако што беше денес презентирано беше начин на насоки како да се подобрат условите во нашите здравствени системи, како стоиме со здравствениот персонал во нашите здравствени институции. Кажете ми сега, каков беше одот на нештата или текот на нештата? Студентите ви приоѓаа и кажува дека сакаат да учествуваат на одредена тема или вие им ги предложивте темите? На вистина јас имам задоволство да работам со студенти кои што на вистина сакаат секој да учествуваат, буквално во сите работилници кои што да се сме организирале, бидејќи организираме нон-стоп работилници во однос на имплементација на нови насоки, нови начини на поведување на програми и сами приоѓаа, сами тие беа оние кои што сакаат да учествуваат во ова и да добијат можност да ги прикажат своите истражувања. Но ќе се сложите, кажувате дека постојано се присутни на работилници, на обуки, истражуваат, сакаат да бидат вклучени во тоа, но кога се работи за истражувачки труд и негово презентирање на вакви конференции, потребно е следење на одредени методологии кои што треба да се почитуваат во секој случај. Тука сте вие повторно да им помогнете. Да, значи секако ги следиме методологите кои што ги ме испратено како пропозиции за изработка на трудовите. Морам да кажам и дека ми е често сум дел од универзитет кој што им дозволува на студентите, им дава вакви прилики и начини да се запознат меѓу себе, да ги разменат своите искуства и начини истражување и да станат секоја година подобри. Ова треба да премине буквално во традиција и се повеќе студенти да бидат вклучени. Инаку можам да кажам и да се пофалам дека моите студенти виднаш, значи се вклопија во барањата и пропозициите кои што ги пропишуваше конференцијата и дека одлично ги сработија своите трудови. Јас можам само да кажам дека редовно ја следам студентската конференција и можам да забележам дека навистина е голем бројот на студенти од Високата медицинска школа кои што се јавуваат со своји трудови, што е за поздравување и еве само ќе речам нека го следат вашиот пример и останатите студенти од другите единици на универзитетот. Ви благодарам за убавите зборови, ќе се потрудиме да задржиме традицијата со најголем број на студенти. Па и наградени на конференцијата. Така, секоја година имаме наградени студенти на студентската конференција. Тоа се должи на нивниот труд, меѓутоа и на вашиот ангажман како ментори, па еве честитки уште еднаш и очекувам и годинава да бидете така. Пред се тоа е награда за нивниот труд, онако што го вложувате кога работате на вакви истражувачки трудови. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Како учесничка од 4-та годишна меѓународна студентска конференција Uklo Colors 2025, мултидисциплинарен пристап на студентите кон целите за одржлив развој, од Високата медицинска школа се јави и студентката Марија Талевска. Разговаравме и со неа. Марија Талевска, студентка на Високата медицинска школа, прв пат на универзитетската студентска конференција или? Не, бев и минатата година, каде што мојот труд беше избран за најдобар и ми е многу мило што имам шанса повторно да учествувам на истата. Каде што очекувам повторно добри резултати. Освоеното место сигурно било поттик, но и обврска голема повторно да се покажеш во добро светло. Точно. Повторно со менторот Денис Сарсовски? Да. Ја одбравте темата рехабилитацијата како доживотна терапија за лица со попреченост. Да. Нешто што и работиш на Високата медицинска школа, си доста информирана, запозната? Да, апсолутно. Како физиотерапевт, сметам дека физиотерапијата има еден голем опсек на знаење и полиња што треба да се истражат, едно од нив што мене најмногу привлекува е лицата со попреченост, каде што физиотерапијата е број еден, да речем, начин да се оди понатаму, во подобро. Терапијата треба да биде доживотна и лицата мора да ја следат терапијата за да имаат успех понатаму, за да оди се кон подобро, да не се враќаат назад, заради тоа што како што ќе имам во трудот, пишува дека лицата кои нередовно ја следат терапијата немаат никаков успех и всушност се враќаат назад. Не одат кон подобро. Имаш одредено истражување направено на оваа тема? Да.
Истражувањето се водеше во дневен центар Lighthouse of Hope и лоцирано е во селото Барашани во близина на Битола, каде што лица од домот за доенчина тука во Битола, лица со попреченост, учествуваат во истото од септември до јуни. Имавме 4 случаи кои се најретки и сакав да го насочам моето истражување кон тоа дека ако не е терапијата целовремена, таа може да уназад и моите резултати го докажаа тоа, бидејќи станува збор за многу ретки заболувања кои што овие лица ги имаат. Имаме лице со Крузон синдром, лице со спастична церебрална парализа, лице со диплегик церебрал палси, церебрална парализа и лице со анофталмија, тоа е лице кое што родено без очи. Не секој може да си овозможи, ама затоа сме ние тука да приспособиме се што можеме за да успееме. Сега, веројатно, тука голема улога играат и домашните. Да, но како што кажав, станува збор за деца од домот за доенчина. Во случај да гледано општо, кога се Да, фамилијата, семејството, блиските пријатели имаат огромна улога кон водење на целата понатаму. А вие како физиотерапевти доволно подготвени да им помогнете? Да. Ние се обидуваме на секој можен начин да го олесниме нивниот живот. На Високата медицинска школа во Битола ги добивате сите потребни знања, да речеме, кога се работи за... Да, но се разбира, медицината е таква каква што е, треба да учиме цел живот за да постигнеме нешто најдобро. Марија, благодариме за разговорот. Благодарам и вас. За мене створена, за мене скроена, само да ја погледнам, нема да одолеам, а каде да поварам, за да ја пронајдам и да ја видам дали пак ќе биде слободна. Знам да многу добро памтам, напред назад талка, станував и паѓав, полека сваќам, научив да сакам, тоа било тајната, било тајната. Ајде може, 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 дај може, 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 сега спремен сум и без дилема сум. Ајде може, 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 дај може, 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 сега спремен сум и без дилема сум. Ако може, 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 дај Боже, 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 сега спремен сум и без дилема сум. Ајде може, 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 дај може, 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 сега спремен сум и без дилема сум. Долно спореа, како ми стоела, која да одберам пред да биде предоцна. Ништо не одговара, што и да одговорам, премногу прашања, која ќе е последна. Ама не можам, какви правила, немек време пролага, таман работа, не сум јас од завчера. Да дочекам, осеќам, на крај ќе дочекам. Ајде може, 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 дај може, 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 сега спремен сум и без дилема сум. Ајде може, 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 дај може, 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 сега спремен сум и без дилема сум. Ако може, 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 дај Боже, 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 сега спремен сум и без дилема сум. Ајде може, 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 дај може, 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 сега спремен сум и без дилема сум. Ајде може, 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 дај може, 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 сега спремен сум и без дилема сум. Ако може, 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 дај Боже, 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 сега спремен сум и без дилема сум. Ако може, може, може,
Ве подсетувам, ја следите емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, во која денеска ви ги нудиме разговорите со дел од учесниците на 4-та годишна меѓународна студентска конференција Укло Колорс 2025. Од Педагошкиот факултет во Битола на конференцијата учествува 3 студентки. Денеска тука го пренесуваме разговорот што го водевме со Надица Николовска Филиповска, која работеше под менторство на професор доктор Силвана Колевска-Нешковска. Мохлиѓанката Надица Николовска Филиповска, студентка на Педагошкиот факултет во Битола, на студентската конференција под менторство на професор доктор Силвана Колевска-Нешковска со трудот преосмислување на морничавото, компаративни перспективи за преводот на Едгар Алан По. Што беше морничаво при истражувањето? Морничаво не беше навистина задоволство. Баш тоа морничавото и мистериозното ме инспирира да, покрај професорката, нели, ме инспирира да навлезам во тој свет. Тој богат исказ на Едгар Алан По, што за жал денес веќе не го гледаме во модерната литература. Навистина задоволство да се истражува еден таков завиен, обвиткан во мистерија, темен, дури и со смрт полн свет. Едгар Алан По можевте да го истражите на почеток, да го доближите малку повеќе до себе, за да можете да работите и на темата, предпоставувам. Да, дефинитивно. Со неговата поезија сум запозната уште од средно, дури истражував што да одберам за тема, зашто сум веќе дипломирана по француски јазик. Тргнав од Бодлер, еден од поетите кој што пробал да го преведе и го успеал да го преведе По. Па така некако налетов на кратките приказни од По и нормално бев фасцинирана од стилот, од начинот на пишување, од богатоста на лексиката и на се останато. По завршувањето на презентацијата ве праша конкретно за преводот на делот од Едгар Алан По на македонски јазик. Да. Каков е и дали ги задоволува вашите критериуми? Јас би рекла дефинитивно да. Се работи за една сложена задача на која што треба подготвеност на многу нивоа, како лексички, така семантички, така културолошки, особено културолошкиот дел е особено тежок и предизвик да се пренесе еден таков речник од 19 век во денешно модерно време. Рековте дека се некои зборови ние не имаме. Да, конкретно слуга пробав, може треба малку подлабоко да се истражи, ама сепак ете сме ги изгубиле, воопшто сме ги немале, како што и денес немаме за еден куп работи кои што се најнови технолошки, значи би требало можеби да поработиме на еден таков речник. Колку време работевте на трудот? Па малце повеќе од месец и пол. Доволно посветено. Секогаш може малку повеќе, ама се работи за менеджментно време. Добро, работевте под менторство, веќе кажав, на професорката Силвана Нешковска, професорке, и вие имавте кратко обраќање по завршувањето на презентацијата на вашата кандидатка. Кажавте интересни работи, дека сте добиле нешто повеќе од очекуваното. Да, пред се благодарам за поканата да дадам свое видување или осврт на ова што се случува денес. Јас веќе со свој кандидат сум по трет пат учесник на ова студентска конференција организирана на Укло и навистина ми представува големо задоволство. Ова година под моје менторство, значи соработувавме на научно-истражувачки труд со студентката Надица, која што е студент на студиската програма Англиски јазик и книжевност, трета година во моментот, и во рамките на еден од предметите кои што ги имаме во оваа студиска програма, а поврзани со превод, Надица изработи многу квалитетна семинарска работа. Предходно, тоа беше една од, да речем, обврските за положување на овој предмет, и од тука се јави идејата дека ова може понатаму да се доразвие, да се доработи и да се пријавиме повторно за учество на студентската конференција. Значи, Надица веднаш го прифати овој предизвик, на моје големо задоволство, и она што најмногу ме изненади, она што го истакнав, нели, по незиното излагање денес, по незината презентација, е тоа дека прв пат ми се случува студент сам да доаѓа
нови идеи за проширување на опфатот на трудот. Значи, во овој труд тргнавме со идејата да се компарира оригиналот со преводот на македонски, меѓутоа по иницијатива на Надица, таа компаративна анализа продолжи, беа вклучени преводи од Едгар Алан По и на француски и на шпански. И не само тоа, Надица уште еден предизвик си фрли пред себе и многу успешно го заврши. Таа направи еден мал експеримент. Трите селектирани раскази кои што ги споредуваше, ги исто така ги преведе со помош на вештачката интелигенција од англиски на македонски и го компарираше тој превод со преводот направен од преведувачката која што го преведувала Едгар Алан По на македонски. И заклучокот, значи до кој што дојде Надица и успешно денес го презентира, дека за среќа се уште човечкиот фактор доминира кога се во прашање тие суптилни, речиме, преведувачки нијанси, што е добро и ни оди во прилог. И другата поента која што вреди да се истакне во овој случај е тоа дека и покрај тоа што често преовладува тоа размислување, македонскиот јазик во споредба со англискиот е посиромашен со зборови и така натаму. Со ова истражување ние видовме дека навистина направен е многу високо, би рекла, квалитетен превод на ваков еден импозантен автор, Едгар Алан По, на македонски јазик. Така да секоја чест за преведувачката. Сега, Надица, оној дел посебно ме заинтересира со преводот со вештачката интелигенција, како што каже и професорката, за среќа се уште не е на такво ниво за да може да го замени човекот. Предпоставувам тука се и емоциите, чувствата, емпатијата која што ја има човекот, а се уште не се на некое големо или високо место кога се работи барем кај вештачката интелигенција, така кажуваат експертите, јас сепак сум лаик за таа област. Вашето мислење? Се дори пред интелигенција стои вештачка, јас мислам дека не сме во некоја огромна опасност и нели и технологијата е тука за да ни служи, а не да ја злоупотребуваме на каков и да е начин. Сметам дека сепак ние сме, да речам, на врвот на синџирот на исхрана се уште, и дека се дури е така, нема да бидеме заменети од никаква интелигенција, никаква вештачка интелигенција. Можам да забележам дека навистина конференцијата била предизвик за вас со изработката на еден ваков труд и со плюс оние нешта кои што сте ги поставиле пред вас. Се надевам дека нема да биде и последно ваше учество на овај настан, на оваа конференција. И јас исто така се надевам, иако сега ми е веќе завршна година тука на студии, ама сепак може да се видиме и до година со некој нов ваков предизвик, кој што е малку излегување од секојдневната монотонија. Така. Ви посакувам успех. Не знам што работите, дали работите или... Професор по француски. Професор по француски јазик, да. Меѓутоа се решивте повторно... Да, за уште еден. Да се дозбогатам, да. Добро, тоа како и предизвик за останатите, ви го рекла, кој ќе биде вашиот апел, што би апелирале до младите, до студентите, сегашни и идни? Никогаш не е касно да се почне со учење на нешто ново. Ви благодарам. Благодарам и посакувам успех уште понатаму. Фала ви. Благодарам и вам, професорки. И посакувам и други вакви студенти со кои што ќе можете не само на конференцијата студентска да излегувате, туку и надвор од Македонија. Да, и благодарам, на вистина е задоволство да се работи со квалитетни студенти. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол мак. Дај
Сите твои тајни сепак знај, сите радости се најстрекни во мај. И ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои и нина. Само љубов, љубов, нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакна. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеш. Дај. Почитувани, тука го завршуваме ова второ издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UCLO FM Битола, посветено на 4-та годишна меѓународна студентска конференција UCLO Colors 2025, мултидисциплинарен пристап на студентите кон целите за одржлив развој, со најава дека и во следните две емисии ќе емитуваме разговори со студентите, учесници на конференцијата и нивните ментори. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и ја водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио UCLO FM Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Ви благодарам што и денеска бевте со нас и секако останете и понатаму на 90,8 МHz. Ми подаваш рака и секогаш така тажна кога сум. Од таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум. И ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Без тебе кода паѓа, без ни денот што се раѓа. И тој в некој мрак, оставен без трак. И тече празно време, в некој немир да ме земе. И слаба сум, слаба јас, осамена без глас. Сепак ти си тука, ти неизбежен, како моја сен, како шепот најнежен. Дури секој зид ти ми разбираш, пролетне се ти животот наш. Ми подаваш рака и секогаш така тажна кога сум. Од таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум. И ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Ми подаваш рака и секогаш така тажна кога сум. Од таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум. И ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти. UCLO FM Битола, декември 2025 година.
Укло FM 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk